Добра вечер. Згасна и првиот приватен весник во Македонија, весникот Дневник. Од утре нема да се печати, откако на вработените денеска им беше соопштено да одат на принуден одмор и фирмата ќе биде згасната од деловни причини. Телевизија 24 денеска беше во просториите на весникот Дневник. Александар Динев го бараше екипата на Телевизија 24 за изјава, но тој ја затвори вратата за нашиот репортер. Пред скоро 2 месеци престанаа да се печатат и дневните весници Утрински весник и Вест, поради лоша финансиска состојба на фирмата Графички центар, која беше собственик на Медија Принт Македонија, до тогаш е издавач на трите дневни весници, како и на Македонски спорт, Теа Модерна и порталот Телеграф. Од 2011 Македонија остана и без А1 телевизија, без дневните весници Време, Шпиц, КХР. Вечерва во студиото на Телевизија 24 со мене дебата за она што се случува со медиумите, особено после најавата дека од утре Дневник повеќе нема да излегува, односно утре излегува последниот број. Вранко Ѓеровски, еден од основачите на Дневник. Добро вечер. Добро вечер за Тамара Челсидис. Може би требаше со вас да почнем прво дама, самостоен синдикат на новинари и медиумски работници. Добро вечер и за Горан Михајловски, еден од основачите на Вест, денес собственик и главен одговорен уредник на порталот, сакам да кажам. Добро вечер. Ѓеровски, знаете, уредник во Слободен печат. Реклами, па се враќаме насад. Limited Edition DAB limenki od 0,5 litri. Ovoj DAB je za tebe. Zlaten DAB. Започни го утрото со насмевка и подготви го телото за денот што следи. Со утринска доза свежина и природен витамин С. Почувствувај ја моќта на 12 сочни портокали. Вива 100% сок од портокал, без додатен шеќер, без конзерванси. На прашањето, кој оператор нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот? Граѓаните на Република Македонија по втор пат одговорија. Телекабел. Best Buy Award во категориите интернет и дигитална телевизија. Повторно за Телекабел. Одберете Телекабел. Најдобра вредност за дадените пари. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што једеш и ништо ти се неќе врати. Кавенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди 1 денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Галерија, најдоброто од техниката. Купи си на 90 рати со инстант кредит одобрен за 30 минути или со кредитни картички до 48 рати без камата. Галерија Скопје Сити Мол вторикат, Бито Лек Брилев. Најдоброто од техниката. Галерија. Wash and Go. 100% волумен, 100% своја.
Оваа среда, најниската цена во градот. Само за вас. Праски 1 килограм за само 38 денари. Краставици 1 килограм за само 15 денари. И мешано сирење Здравје Радово 1 килограм за само 199 денари. Единствено во Тинекс. Ова лето, нурни се во големата наградна игра на ДАБ и освои вредни награди. 9 iPhone телефони, 9 велосипеди, 225 ранци, 225 крпи за плажа и играј за 1 милион денари. Собери 5 златни капачиња на ДАБ од 0,33 или 0,5 литри или 3 зелени капачиња на ДАБ од 1,5 литар. Испрати ги до Прилепска пиварница на Поштенски фак 268 Прилеп и стани новиот ДАБ милионер. Дознај повеќе на веб страницата на Златен ДАБ. Овој ДАБ е за тебе. Златен ДАБ. Марија секогаш ги организира средбите на генерацијата. Овој пат не можеше. Ја спречи болката во грбот. Ибутоп кремот брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Без сложени пресметки. Само во Рамстор. Еден поен вреди 1 денар. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Бранко Геровски, Тамара Чеусидис, Горан Михајловски. Почнувам со вас затоа што интересна ми е символиката. Ти беше со Бранко да почнеш, зашто Дневник го угасија денеска. Ајде, ќе почнем со Геровски. Геровски како еден од основачите на Дневник, сега не знам, можеби нешто чувствувате емотивно или... Не сме нерасположени денеска во секој случај, иако овој Дневник што беше во нашите раце, додуша се поредко во последниве години, не е оној Дневник што ние го основавме. Овој Дневник беше пропагандно гласило, оглас на табла на режимот на Никола Груевски и навистина не го чувствувавме како свој, ниту како близок. Во крајна линија, пред неколку години менеджментот, поточно Срđan Керим, одлучи да ги избрише имињата на основачите од импресумот на весникот. Се извинам, се единствен член, веројатно да не навредили да избрише, да ретушира историјата, така што не сме да бидам искрен премногу приврзани, не бевме премногу емотивно приврзани, но сепак во принцип кога згаснува весник, кога згаснува медиум, не е добро, се чувствува една празнина, се чувствува како да згаснало некое, како да кажам, жив организам, живо суштество. Не е само затоа што таму работат луѓе, тоа е за мене сепак и помалку важната работа. Згаснува една идеја. Значи сега, кога ќе еден бренд уништите, кога ќе го пропастите и на крајот буквално ќе го згаснете, не е лесно тој бренд утре да се обнови, да се врати назад, да се почне нешто одново. И денеска така разговаравме меѓу себе, во Слободен печат има петорица луѓе од првата генерација, од почетокот во кој работевме во Дневник, кој го основавме Дневник, и седевме така малку во кафеана и евоциравме спомени и не ни беше убаво, ни беше непријатно, иако ние не сносиме вина за сето тоа што се случи, но тоа е тоа. Оваа символика Македонија вработува, се бориме за секој работно место. На мајцата беше, ако не се лажам, првиот штрајк на... Па не беше штрајк, тоа беше протест, да речеме протест некако. Тамара тогаш како претседателка на синдикатот не подучи дека не треба да правиме штрајк ненајавен, туку одевме на протести
ова нарочно ја облеков оваа мајца Македонија вработува вечерва, затоа што тоа беше првиот, да речеме, погласен отпор кон менеджментот на МПМ пред 2 години, кога Вест ги облече овие мајци. Ова е фактички дизајн на еден од графичките уредници кои што денеска останаа без работа, односно останаа пред неполни 2 месеци без работа. И ова денеска го примив како нешто што, искрено го кажам, го очекував. Тажна е судбината на, не зборуваме сега само за новинарите, зборуваме за една голема медиумска куќа која што на времето, уште кога Бранко Геровски беше таму главен уредник на Дневник, ранеше 400 до 500 семејства. Значи не зборуваме само за новинарските семејства, зборуваме и за дистрибуција, зборуваме за печатници, зборуваме за сите останати професии кои што убаво живееле. Значи, навистина убаво живееа во таа куќа. Таа куќа беше со пристојни плати, таа куќа беше со, не знам, со годишни одмори платени целосно, со пријавување, со слободни денови за мекици, за умирачки, за селидби, сите тие работи, така што и таа куќа живеела добро и во време на СДСМ и во време на ВМРО ДПМН. Така што не се согласувам дека е куќата уништена затоа што немало пари. Куќата е уништена затоа што прво беше преземена за да може да се повлечат повеќе пари од буџетот на различни начини, дали преку печатницата, дали преку владините реклами, бидејќи куќата имала пари. На крајот на криштата нашиот менеджмент одлучи 2013 година да биде најголем донатор од медиумите, значи имало пари. А покрај тоа, нормално беше дека тој што така одлучил, тој нормално дека контролира и новинарството. Така што ова е буквално уништување на медиумите од страна на оваа владеачка гарнитура. Чусис, вие денеска мислам дека бевте во Дневник. Побаравме ние и од Динев изјава, меѓутоа не сакаше да даде, ја затвори само вратава. Да, Динев е затворен и за вработените и за синдикатот веќе подолг период. Морам да бидам искрена да кажам дека веќе не го ни баравме, бидејќи се што кажа не беше вистина, да не го римувам тоа, се што кажа. Така што беше безсмислено, знаете, да одите на разговори од кои ќе излезете со некакви ветувања кои апсолутно веќе другиот ден се покажува дека не се точни. Јас ја споделувам чувството на нелагода заради умирањето на една идеја. За ваша информација, може би основачите ќе ги интересира, брендовите не одат во ликвидација. Тие остануваат во собственост на Срđan Керим, како собственик на Медија Принт Македонија. Брендовите биле изнајмени на Медија Принт Доел и сега се повторно во собственост на главниот собственик на Медија Принт Македонија. Ова е, како го нарекуваат лапидарно, долго најавена смрт. Приказна за една долго најавувана смрт. Синдикатот од кога се формира? Од 2010 ноември, значи веќе 2011 до денес интензивно се бави со случувањата во Медија Принт Македонија. Тоа навистина беше една сериозна медиумска куќа. Во својот последна фаза од неја зависеа 280 семејства, па потоа се сведоа на 100, бидејќи нели се презема од другата фирма. Не е пријатно кога гледате умирање на една идеја, но од друга страна јас мислам дека нема да сгрешам многу ако кажам дека на многумина внатре, бидејќи кога гледате од надвор тоа изгледа вака или онака, меѓутоа кога таа агонија ја живеете со години, со неизвестност, со постојани отстапки на сметка на интегритет и достоинство, за кои луѓето се свесни, се разбира, но ги прават тие мали предавства на професијата во интерес на социјалната сигурност и така натаму, за на крај да останат и без едното и без другото. Таа агонија кулминираше последниве месеци
и добро што заврши. Од аспект на синдикатот, јас мислам дека е добро што фирмата оди во ликвидација, што значи дека таа мора да ги исполни своите обврски кон вработените пред да се ликвидира, значи да даде плати, а луѓето одат на агенција за вработување и тука добиваат некаква помош според законот за заштита од невработеност. Не е апанажан, туку одреден месечен надомест добиваат. Под завод за вработување. Под завод ќе добиваат неколку месеци надокнада додека не се снајдат. Она што јас сакам да го излечам од цела оваа ситуација е една сериозна поука за сите и за носителите на медиумскиот бизнис, но и за учесниците во медиумската заедница. Денеска јас веќе тоа го формулирав дека тој непринципиелен пакт со политиката и со бизнис елитата на крајот на денот вака завршува. Медија Принт Македонија, весниците имаат се уште професионалци, иако беа изложени на една негативна селекција во континуитет. Значи, предност при напредување, давање уреднички позиции и така натаму, поголеми плати беше послушноста, а не квалитетот. И луѓето си одеа или решаваат да премолчуваат на сметка на социјалната некаква сигурност која им ја даваше куќата и пазарот не е катастрофа и чувствуваат дека немаат каде да одат. Тоа е нешто, јас се надевам, ја би сакала навистина од ова сага на Медија Принт Македонија да извлечеме сериозни поуки. Имам дилема околу оваа теза. 20 март 96-та, ако не се лажеме датумот, на почетокот ве прашав околу таа емоција првична, дали ја чувствувате, затоа што јас се сеќавам, ние бевме средношколци, кога јас сум од 97 во новинарството, значи кога излезе 5 денари беше првиот број, потоа зголемивте цената. Па тоа беа времињата кога ние со нетрпение го чекавме вторник и петок ги справиме, ако грешам, заради Фрчковски, заради Маријановиќ колумните, па чекавме Антена. Се обидувам да евоцирам спомени, па тоа беа периодите кога Македонија живееше и конфликт, и аферата ТАТ, и така натаму, и 100.000 примероци. И сега на крајот еднаш доаѓаме до една ситуација која што да не прашал некој, да ве прашал некој, еве во 2005 дека ние во 2017 денес ќе зборуваме за една ваква состојба каде што клучни медиуми во земјава кои што биле почнувајќи од Дајден преку Дневник, преку Вест, преку нема ништо. Видете, Дневник беше основан како една идеја, една голема желба на една група луѓе кои заедно бевме на факултетот за новинарство, се дружевме, сонувавме да направиме свој весник, се најдовме во таа голема куќа НИП Нова Македонија, која потоа со независните изданија буквално се соборивме. Младите луѓе не знаат дека денешната зграда на Министерството за образование и ХАК банка позади и Европскиот универзитет, тие илјадници квадрати деловен простор и уште 500 трафики на Македонија, сето тоа беше имот на НИП Нова Македонија кој беше раскачмен, уништен. Тоа е една друга, уште пострашна сага од оваа сегашнава. И велам во тие години ние сонувавме за некој друг тип на новинарство. Го остваривме својот сон, имавме поддршка, особено имавме една, како да кажам, среќна средба со читателите кои како да очекуваа во тој период такво нешто да се случи. Од 96-та година беше во Хрватска, во Србија веќе длабоко беше навлезен плурализмот во печатените медиуми. Тоа беше тоа почетно јуначко време кога не бевме толку богати како што и комотни како што раскажува Горан. На почетокот првата година клапнавме, паднавме на 2 тираж. Прашање беше во обстанокот, сакам да кажам, беше тешко. Но издржавме и потоа уследија неколку одлични, добри години и со влезот на СЕАФ, инвестицијскиот фонд, ние станахме една многу сериозна фирма и тука ќе се придружам кон тезата на Горан. Значи, апсолутна невистина е дека Медија Принт Македонија пропаднала поради немање пари. И тоа ќе го аргументирам многу лесно.
во след од неколку години, најмалку 3 до 4 години, Дневник конкретно, веројатно и другите два весника, не им ги знаев математиките, правеа сериозни профити велам од стотици илјади евра, како што денеска се назамисливи за големи компании. Најдобрите години имаше 3 милиони евра Медиапринт Македонија заедно, Дневник и Вестник правеа. Може да замисли кои пари се тоа? Главниот дел од профитот. За која година зборуваме ова? 2002, прва, да. Не беше таму, меѓутоа да, Дневник тоа беа страшни и во моје време тоа беа страшни профити. Пазете, Дневник се продаде на Вест Allgemeine Zeitung групата, на ВАЦ групата за сума од 5 милиони евра. Другите два весника уште 5 милиони евра. Не сеќавам точно, ма беше позамашна сума со која се продаде и печатницата. Таа година, тоа беше најголемата странска аквизиција, инвестиција во Македонија. Тоа беше, Дневник беше една од 200 најуспешни фирми во Македонија. Значи, пари имало и се остави во наследство на нашите наследници, на германците, собствениците, страшни пари. И страшен потенцијал, и една структура. Не џабе се зборуваше дека Дневник е и МПМ е уствари држава во држава. Бевме на вистина една империја, во вистинска, медиумска империја, во вистинска смисла на зборот. И пазите сега кај почнува кризата. Кризата почнува во оној момент кога ВАЦ групата, во која владеа сериозни журналистички стандарди, ќе ви кажам нешто за тоа, одеднаш одлучува диригентската палка да ја даде на човек кој прво има многу скромни, претерано скромни познавања на овој новински наш бизнес и претерано големи политички амбиции. Инаку, во времето на ВАЦ беа такви страшни правилата на поделба на менеджментот и на редакцијата, на немешањето во редувачката политика, што јас ќе ви кажам дека буквално Срđan Керим, кога сакаше да дојде во редакцијата, физички да дојде во редакцијата на Дневник, мораше да ми се јави по телефон и да ме замоли и јас да дојдам таму, бидејќи тој не смееше да влезе во редакцијата без присуство на главниот уредник. Тоа беше стандард на изданијата на ВАЦ, а ги имаше 32 весника во цела Југоисточна Европа и во Германија во тој период. Значи, тоа беше сериозна компанија, но одлуката да се донесе еден неуспешен менаџер, не сакам да кажам потежок збор, иако може би заслужува, беше катастрофална, бидејќи еден по еден, со своите способности кои несомнено ги има за манипулирање со луѓето, еден по еден Керим ги придобиваше уредниците, водечките новинари, настапуваа постојани промени, негативна селекција, како што кажа колешката Челсидис, и во еден момент, всушност, целата таа куќа се доведе да најголемиот дел од уредниците, од раководството, од менаџерите, од водечките новинари, честни исклучоците, не велам сите, честни исклучоците, но најголемиот дел всушност станаа штрафчиња во пропагандната машинерија на Никола Груевски. И тие, да се разбереме, не се согласувам дека не биле свесни за тоа, тие примаа награди за тоа, живеа комотно, живеа убаво и дури во периодот на служењето на хунтата, на служењето на баграта, јас би рекол, она најдолно слугување, тие луѓе примаа редовно плати, високи плати, многу повисоки плати од платите од нивните колеги во другите медиуми, уживаа, не се бунеа, се додека не се случи овие ситуации, кога се свати дека полека комунизмот во наводници ќе умре, или вамароизмот ќе умре, и дека ќе дојде време кога мечката ќе тропне и на нивна врата, и тогаш всушност настапи промената. Умирањето на Дневник и на другите изданија беше постепено, но беше сигурно. Тоа беше, како да речеме, да употребиме оној наслов, хроника на една најавена смрт.
Беше јасно дека тоа не може да трае вечно, бидејќи ништо од тој тип, тоа не е бизнис. Тоа веќе е чиста пропаганда. Тоа беа луѓе, пропагандисти на привремена работа во новинарството. И тие луѓе едноставно мора да завршат онака како што завршија сега на улица. Штета за оние малку луѓе што покажа интегритет, што сака да се изборат за своите права, но да бидеме искрени, тие луѓе беа во малцинство, беа немукни, беа неподдржани од остатокот на медиумската заедница, од мокните телевизии, од медиумските здруженија и така, со она мок со која медиумските здруженија и синдикатот располагаат, но овој крај беше неминувен, но не поради пари. И да сум јас сега на местото на Зоран Заев или на Оливер Спасовски или на идниот јавен обвинител, био покренал сериозна истрага, да видиме. Поднесена е кривична од страна на синдикатот. Кривична пријава во принцип не значи ништо. Ама може да значи ако обвинителството сака. Треба се поведе сериозна истрага. Зошто овдека случајно, бидејќи сигурен сум дека има основани, како да кажам, индиции дека овдека се украдени, однесени сериозни пари и тоа заедно со катастрофалното менаџирање и уредување на весниците придонесе за дефинитивниот распад на таа империја. Инаку само уште еден збор да кажам и после ке малку покитам, се обидовме во последните 6-7 дена, ако не се лажам, со мала реанимација да го одржиме дневник. Малку, може би луѓето не знаат, но Слободен печат го печаташе дневник и го дистрибуираше, но тоа имаше краток здив, бидејќи очигледно одлуката да ова се случи денеска веќе била донесена. Јас имам многу работи да кажувам, бидејќи ова МПМ го живееме веќе со години во синдикатот. Ние поднесовме кривична со намера, токму преку Медија Принт Македонија и тоа што се случи, нели, така исто преку ног пред месеци и нешто, речиси 2 месеци, име соопштено дека утрински и вест не излегуваат, се претвараат во портали и така натаму. И ние исто така, јас апсолутно немам дилеми, односно ја немам многу аргументи и докази, нели, тие докази што ги има во јавноста, ние веќе ги споделивме, но не се работи за пари, не се работи за затварање заради пари, односно ние имаме сериозни сомневања, 300.000 евра и ДДВ-то плюс го платија. Зборам за избори. Сериозни сомневања и индиции дека станува збор за злоупотреба на положбата, свесно склучување штетни договори, плати од 25.000 евра кои никогаш не се демантирани. Имаме информации за поголеми плати на повисоката функција, ама немаме документ. Некакви сомнителни работи околу гребките за државна лотарија и така натаму, ние поднесовме кривична пријава во надеж дека токму од тие работи не застаруваат. Без оглед дали е ликвидирана фирмата, постои, не постои, не застаруваат. Сакаме да видиме одговорност. Бидејќи општествената одговорност е многу важна категорија, а особено кога водите медиум. И не можете да го правите тоа од една таква ситуација на потентен медиум, да дојдете у ситуација и инаку, Гировски рече одлуката е донесена. Бидејќи јас сум во комуникација со луѓето пред, нема, значи денеска што сме, вторник, така? Минатата недела, четврток, зборував со хонорарците на кои им беа нудени авторски договори, па се договаравме каква формулација да стои за исплата. Значи, овие одлуки или ги носи комплетно хистеричен човек, кој што во еден ден склучува договори за соработка, во друг ден носи одлука за ликвидација, или не се носат таму, или е тоа, ја навистина не знам какво менаџирање е тоа. Тоа е навистина проблематично. Јас би сакал едноставно, мислам да поедноставам приказкава. Значи, во моментот кога ВАЦ си замина, јас бев таму се уште, кога ВАЦ си замина, веќе беше јасно дека овдека нема да има бизнис. Значи, новите собственици кои што беа врзани со ВМРО ДПМН, едноставно нема намера да го водат медиумскиот бизнис,
како бизнис, затоа воопшто не ни водеа сметка за јавноста, затоа воопшто не им беше битно дека ќе се изгубат читателите. И ова беше сосема нормално најавување на смртта на весниците, затоа што прво имавте, значи, згаснување на владените реклами. Потоа имате згаснување на бизнисот со учебници на тој начин на кој што не знаеме како се водел, меѓутоа, значи, фаворизирање или немало фаворизирање на печатницата, меѓутоа, сега во овој момент, значи, ние имаме една ситуација каде што не знаеме каде ќе се печатат бесплатните учебници. Тие се печатаат цело време кај нас и знаеме, значи, од кога ги носевме овие маички, ние си ги баравме парите, затоа што бевме будали, баравме парите од ВМРО ДПМН, односно од владата, да ги префрли парите за да ние ги земеме платите. Затоа и ги носевме маичките. Македонија вработува, кога, нели, владата имаше таква кампања да вработува во приватни фирми. Читателите си заминаа затоа што колку вие и да им сервирате дека се е убаво во светот на Груевски и на компанија, тие тоа не го веруваа. На крајот на криштата одат на трафика и ги даваат тие 15 денари. Или не ги даваат, значи се откажат да ги даваат. А на крајот на криштата, затоа што не се водеше медиумски бизнис, дури забележав и по тоа што дури и маркетингот кој што би требало да ги храни весниците беше запоставен затоа што се форсираа компании кои што се блиски до владеачката структура, се форсираа компании блиски до актуелните собственици, другите сигурно не се нормални, конкуренцијата да знае дека на некој му се дава без пари или на некој му се дава со големи попусти, а на другите треба да им се наплати. Така што приказката беше готова во моментот кога ВАЦ си замина од Македонија. И ова што го кажува сега Тамара, јас апсолутно се согласувам со неа. Не можете вие, ако земете медиум, да го третирате како да е пилјарница. Дури и пилјарница кога имате одговорност дали ќе продадете некаква расипана паштета, бидејќи ќе се отрујат на крајот на криштата 15 луѓе од таа паштета што ја купиле денте. А вие како весник или како медиум, вие отрујате цела нација. И вие не можете, значи, самата свест дека ние ќе го купиме весникот и ќе се однесуваме дека весникот е наш во буквална смисла на зборот, значи ги поседуваме новинарите, поседуваме све што има во врска со весникот, па и тој бизнис, не водите сметка за крајниот купувач е јавноста, тоа е тоа што е осудено на пропаст. И се согласувам со Тамара тоа што го кажа денеска, мислам баш на вестите кај вас го кажа дека газдата на медиумот треба да знае дека газда на вистинскиот медиум е јавноста, а не газдата кој што се однесува на пилјарски начин. Кој е таа матрица на да уништиш нешто? Да сакаш да уништиш нешто? Имаш едноставно решение, продај го ако гледаш дека ако ти носи, што ја знам. Не можеш да го продадеш. Тоа носеше, мислам, веројатно за нив носело некакви погодности. Предпоставувам дека носело некакви погодности, тоа веројатно може би истрага ќе покаже. Не би изгледа некако многу без скрупули, прво почна со дневник, па со притисокот врз Михајловски како уредник. Намерно, тоа беше уништено затоа што едноставно прво не се водеше бизнисот како што треба, не се водеше сметка за барањето на читателите и само по себе си умре. До моментот кога ги имаше парите, тоа живееше. Јас не гледам, Горан, извини, толку голема вина кај газдите, освен за една крупна работа, а тоа не е мала вина. Ќе се демонтирам сами од себе. Освен во тоа што избрале погрешни, неспособни менаџери и уредници, особено последните уредништва, особено уредништвото на Дневник, внимавајте, уредувачката политика на Дневник беше сведена на следното. Освен Македонија, во која тече мед и млеко, во цела Западна Европа имаме проблеми, цела Западна Европа пропаѓа, со акцент на скандинавските земји. Од денеска Шведска дише полесно, бидејќи очигледно дека нема да пропадне, инаку постојано имаме приказни како Шведска пропаѓа, Финска пропаѓа, како некои
виолинист наш од Миланска скала се вратил во Прилеп да свири виолина и такви будалашкини. Значи, кога ќе изберете такви уредници, такви неспособни водства на редакциите, вие го добивате тој резултат, луѓето не може да читат глупости, бидејќи луѓето во принцип не се глупави. Јас во мојата книга Биди новинар напишав глава која е наречена неговото височество читателот. Тој е човекот од кој живееме, тој што се фаќа за джеп и да ги даде парите. Вие морате да го почитувате него и да му ја сервирате вистината. Тие два постулати, овие редакции, посебно Дневник, буквално ги уништија во последните години. Но, пак ја речам, не гледам толку вина од еден друг аспект кај газдите. Вака или онака, со вакви или онакви пари, тие успеваат да обезбедат некаков долго време некаков социјален мир. Во крајна линија не е трагедија да се биде провладен весник. Има многу провладени весници во светот. Во секоја земја има провладени весници. Па не се вакви како што беше Дневник. Вакви трагични, глупави, недоветни и така натаму. Значи, ако сте провладен, ако навивате за Груевски, имате право. И во Америка навиваат едни за Трамп, други за овој, трети за они, така натаму. Но сите се трудат да воспостават некакви елементарни стандарди, а газдите се должни да обезбедат елементарни услови за работа. Моје лично мислење нека е газдите или конкретно Орце Камчев, ја заменено газдите, другава структура ми е нејасна, кој све стои позади, но заменен човек кој сигурно не уживал многу што бил газда на 3 медиуми, бидејќи веројатно многу подобро заработувал од другите бизнеси и му било голема тежина секоја вечер да му се јавуваат и да му кажат абе овие твоите објави овие, абе овие она, па да ти се јави Мијалков, па да се јави Гордана, па Никола Груевски, па што е ова, па што е она и така натаму. Тоа е една тежина за човекот. И сега, пазете, во овој момент нема никаква смисла опстанокот на таа куќа. Режимот е пропаднат, тие весници нема кого да подржуваат, пари нема и нема да има, че нема да се истураат таму пари. Овие што се сега 20 дена на одмор, нека се спремат на подугачок одмор, нека се земат и таму летни одмори и така натаму до парите што останале, ако останале, бидејќи тоа нема да иде така лесно. Срекна околност е, а што може би уследиле некакви активности во иднина за спасување на брендовите, за обнова и така натаму, не знам што сето тоа би можело да се случува, но велам, не гледам голема вина кај газдите, бидејќи они го направија тоа што нив се бараше и тие веројатно си добиле други бенефиции во некои други бизнеси. Генералниот проблем е, клучниот проблем и клучната поука од ова е што со медиумски бизнес треба да се занимаваат луѓе над кои тоа им е кор, основен бизнес. Не велам новинари, Дневник беше срекна приказна, авантура. Да, инако обично авантура. 7 уредници се собрале, уредници. 7 деца во тоа време се собрале и си играат весник, прават весник и тоа успева. Тоа е авантура. Тоа е инцидент. Среќен инцидент. Но не мора да биде така. Може да бидат и издавачи, повозрасни луѓе, бизнисмени, вакви, но мора да им биде основен кор бизнес. Мора да го научат бизнесот. Мора да сакаат да направат добро. Како може еден Камчев да направи една одлична болница, како што е Систина денеска, за која сите нели имаат мислење дека е со врвни високи стандарди, да не испадне рекламирање, но има и други такви болници во Македонија. Како може тоа да биде успешен бизнес, а овамо да пропадне и тоа да пропадне како во дупка онака, како кога возите со 200 на сат и оде на сотворена дупка, вие пропаѓате внатре и ве нема. Затоа што не го интересираше тој бизнес. А само тоа, а од друга страна постоеше дали притисокот или спрегата со ВМРО ДПМН. Значи, јас не би ги амнестирал газдите, бидејќи еве ти не беше тогаш таму, јас го затекнав и тоа време. Јас не би ги, кога вас првата работа вие која ќе дојдете во медиумска куќа и која ќе речете не ви требаат дописници, не ви требаат новински агенции, не ви требаат нови фотоапарати, не ви требаат нови компјутери. Тогаш што сакате понатаму? Не за џабе ВАЦ
ги имаше дури и тоа што го спомена и ти преска, и комерцијалниот дел одвоен од уредничкиот. Не за џабе и во други згради беа. И тоа не е само во Македонија, тоа беше и во другите редакции. Горан, знаеш ли кога одлучив јас да си заминам конечно од Дневник? Јас дадов оставка на функцијата после 8 години начало на Дневник и потоа останав уште отприлика 2 години како уредник коментатор, пишував колумни за некои огромни пари во тоа време, неверојатно, тоа беше некоја драма. И имавме оставено еден мал дел инсентив од нашите удели, тоа беше некоја политика на ВАЦ, и во еден момент отидов во таа зградата, во таа Фершпет, кај што беше, нели, кај што беше Керим, во еден долг ходник од двете страни канцелари, вака на крајот на чело е Срđan Керим, и кога поминувам низ ходникот, гледам лево, гледам десно, наредени дами, дотерани, вакви, такви, 2 секретарки со бајле, 2 секретарки попладне, не знам, асистентка, преведувачка една, преведувачка друга. И во тој момент сватив, абе, луѓе ми го јадат мојот профит. Јас овие будали да работам, да се мачам, нема шанса. Не датира тоа од 2006, не датира тоа од падот од напуштањето на ВАЦ, порано. Во периодот на ВАЦ се одржуваше една добра, стабилна финансиска состојба, благодарение главно на менаџерските способности на делот, тимот на чело со, нели, нашиот колега Миле Јовановски, кој успеваше. И да че, ако зависеше од Срđan Керим, или не дај Боже, од некои други таму од раководството кои земале не потаму, не знам колку пари, таа фирма би пропаднала многу порано. Суштината на целата работа е во тоа што таа фирма е, како да кажам, само пропадната. Одлучена е, донесена е одлука поради причини, веројатно, се сомневам, од криминална природа, од криминогена природа, од некаква друга природа, да тоа во еден момент престане да постои. Тимичко си во право, ако велиш, добро сега, ако нешто не функционира и ти не знаеш да го работиш, па стварно продај го. Ако не да го продаш, дај го. Дај го на луѓето брендот, па може би ке најат газди. Дневник е бренд. Дневник е покрај сите глупости што се направи сите овие години, е бренд. Вест е бренд. Утрински вестник, тоа се брендови кои одеднаш онака ги снема. Овие решават не постои ова, сајтовите ги укинуваат, па што им смета сајтовите да ги укинуваат? Значи, очигледно е некој план. Затоа некако нелогично ми, ако немаш пари, тогаш ако не знаеш како да го водиш, поради го што или героски едно од моите објаснувања, немам, мислам, моето логицирање на оваа тема е, бидејќи, да, долго трае тоа и навистина зошто не го подарат, не го продадат и така натаму. Прво, последната фаза не можеа да го продадат, пошто беа задолжени премногу. Направи рационализација, извини, ке те прекинам. Па немаше 70 луѓе сега. Ние сме 20 луѓе тамо. 70 луѓе во редакција по ова, па чекај сега да се. Значи направија, па намалија плати. Па новинар за сериозна музика, па новинар за забавна музика, па новинар за ваков спот, па ве молам. Па тоа више не функционира никаде во светот. Не може рационализација да правиш на малите плати, а да даваш 25.000 плати на менаџерот кој потоа станува собственик. Нели? Мислам, таа рационализација не ја направија. Таа рационализација требаше да се направи, не се направи. Зошто јас тоа го објаснувам, зошто не го затворија или не го продадоа или го држеа местото. Оти сега ние, знаете, сега се отвара простор за нови медиуми. Пазарот ќе направи селекција. Пазарот на трудот сега ќе биде потресен, пошто ние имаме негде околу 100 новинари кои сега бараат работа, од нив некои и ќе најдат и добра позиција, ќе ги загрозат другите, ќе се смали, нели, пазарната и онака мала вредност на новинарскиот труд, меѓутоа да ги снемаше порано, ќе се отвореше простор, можеби граѓански немаше да згасне. Можеби, ме сваќате, можеби ќе имаше поголем тираж, слободен печат. И сигурно, еве сега мора да има, бидејќи нема друга понуда. Мислам дека тешко можеше да функционира медиум. Отвараме темата на новинарството, мислам дека и тоа е тема која што
треба да се отвори за време на владењето на ВМРО ДПМН, ако не првите две, ама барем последните 8 до 9 години, затоа што ако има многу новинари вака на пазарот, тие новинари не вредат. Јас тоа отворено ви го кажувам, со сета одговорност и со ризик да бидам и погрешно разбрани и не знам како да ме цитираат. Меѓутоа, ние имаме во моментов, значи едно уништување на новинарската професија, кое што треба повторно да се враќаме во времето кога се создавал Дневник, кога Бранко и неговите колеги од факултетот имале храброст да избегаат и да се борат со големиот џин Нова Македонија. Значи повторно треба да се враќаме на времето на Ајден кога се формирало, затоа што ние 10 години имаме создадено слика за новинарство кое што не прашува. Ние 10 години имаме создадено слика на новинарство во кое што главна вест е што кажал ВМРО, што кажал СДСМ, добиле соопштенија и тоа го пренале онака ни глава ставиле, нити и ова будалаштинава СДСМ што ја викаат СДС и така ја пренесуваат и со тоа си завршиле работа. Они напишале 2 текста. Значи ние немаме новинари сега во моментот, многу малку новинари кои што се спремни, како што сме биле ние спремни на почетокот, да одиме, а и сега го правиме тоа, да одиме, да дремеме пред СЈО, да дремеме пред други институции, да ги ловиме како што ги ловат некои наши помлади колеги. Ние имаме уништено тотално новинарство, бидејќи луѓето не знаат што е новинарство. Ова е цела една генерација која што мисли дека новинарство е да се пренесе соопштението на ВМРО ДПМН и да се одговори со соопштение на СДСМ или уште полошо да се пренесе соопштението само на едната партија и да се напише најбезобразно издиктиран текст, онака најглуп, најсмешен текст. Овде тонско парче овде за новинарството ќе морам да повикам реклами за новинарството по рекламите, останете со нас. Слушај, договорио се син да бидем на тенис, а потпуно заборавио да се иде код мајке твоје, разумеш? Andrija. Halo? Ne, tu je, gum se. Како да не се оди кај тештата? Ајде бежи бре, дате будало една. Само за още. Учите те стави. На дупето. Sad mi vibrira na dupето. А тамо? Види, когото да биде своја мајко или луд или народни херој. Сокрите ги децата за ова што следува. Знаеш ли, например, šta je prljavi Санчез? Pa seks je energija, seks je adrenalin, seks je oslobađanje napetosti. Bravo je. A šta ti njoj radiš? To se samo ovako čuje. Nemoj takvi. Majke mi. Zvali su me Weber, visečevni bacač raketa. Rado, gdje je tvoja soba, Rado? Ajde, Rado, idemo. Отстранете ја тврдата кожа лесно и ефективно. Со моќниот апарат за измазнување на стапала Velneo Extreme Callus Remover, резултатите се видливи веднаш. Цената на овој апарат е 1580 денари. Сега ќе биде ваш со 50% попуст за само 790 денари. Количините со попуст се ограничени. Има толку различни домови. Некои се традиционални, а некои модерни. Некои топли, а некои студени. Мали, големи, најголеми, бучни и тивки. Привремени, фамилиарни, дом за еден или за повеќемина. Твојот нов дом, тоа си ти. Аплицирај за стамбен кредит по твоја мера. Собствено учество, почнувајќи од 15%, без провизија за одобрување, без трошоци за процена на недвижен имот за првата година и бесплатна полиса за осигурување на станот за првите 2 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Во весник случајно прочитав дека во Сестина офталмологија се прави оваа лазерска интервенција. Веднаш закажав преглед.
премногу сум задоволна, што за мене лично беше најголемата поддршка да ме го избијат мојот страв дека ќе отидам таму и дека едноставно ќе ги отварам очите и после тоа ќе гледам. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Ке пукнеш како петарда или ке кулираш како панда? Која фаца си ти кога си ладен како лед? Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Во само една капсула Диа-100 пробио. Има 4,5 милиарди пробиотски бактерии. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. За одржување на нормална рамнотежа и функција на цревната микрофлора. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Природата секогаш ни дава добра текстура, боја, мирис и вкус. А на нас е од неа да го земеме тоа што ни е потребно. Во кујната само добрите состојки го градат добриот вкус, а 7 видови на зеленчук ми даваат поддршка, сигурност и задоволство. На најмилите да им го овозможам вкусот во кој верувам. Отпри се на Маги, свет на добри состојки. И во форца, во форца, во форца, македонски народе. Народе! Пробајте ги Маги, идеја за пилешко и макарони со 4 вида сирења. Акција во Промес. Свинско каре 295 денари. Свинска кртина бут 265 денари. Кравји кашкавал Георгиеви 269 денари. Пиле грил 95 денари. Чадена свинска печеница 299 денари. Мелено месо 179 денари. Промес, одличен избор. Може би наскоро ќе имам бела коса. Може би добро ќе ми стои со белите патики. Може би ќе скокнам со падобран и ќе го победам стравот од летање. Може би ќе имам албум со слики на Facebook од мое патување на Куба. Што и да следува, во едно сум сигурен. Со секој нов работен ден создавам заштеда за моите пензионерски денови. Информирај се за состојбата на твојата пензиска сметка. Погледни подалеку на penzia.mk. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Кога едноставно не можеш да одолееш. Потрошувачки кредит од Стопанска банка за само 30 минути и каматна стапка од 6% за првите 2 години. Промотивно, без административни трошоци. Стопанска банка. На ваша страна. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Бранко Геровски, Тамара Челсидис, Горан Михајловски, Дневник, новинарството, апропо затворањето на Дневник. Пред да продолжиме со дебатата, режија ќе ве замолам да слушнеме една од телефонските разговори од политичките бомби кои што ги објавуваше Зоран Заев. Тоа е разговорот помеѓу Сашо Мијалков и Гордана Јанкуловска. Амо? Горде, шо преш? Еве, си работам. Ти шо преш? Само сакам да те прашам дали ти се јави Срđan. Да, се слушнавме и му дадов податоци. Значи, брзо реагира, добро. Да, и тоа. Мене премиерот ми ја препрати твојата порака и јас на основа на таа порака Да. ажурирав, така да речам. И се јави и му кажав и плюс се договоривме и предходно од кај нив имаат они некој таму комуњар што ги бутка темиве. Ти за тоа не се секирај. Значи, за тоа што е под нивната групација, тие 3 новини, уживај, остави тоа на мене, уште неколку дена и тоа има да биде средано и да биде Да, абе види, ние треба да им кажуваме од... Да, и ќе си имаме комуникација со нив. Да. Знаеш, ти на нив не име увидно поле тоа нас што ни е. Да, тебе ќе ти биде обезложена директна комуникација, разбираш да имаш?
ке знаеме тачно кој е контакт поинт, разбираш да си имаш да биде... Да, од еве, никој не праеше текст, они праеа за тужбите за МВР, тоа е стара тема. Уште таму не е преземена власт. Да. Така да речем. Ке се преземе за некој ден и тоа ке се среди, не се секире за тоа. Супер. Него да видиме со овие други вековеда што ке се прави. Иначе за овие ишта се секире. Тоа е таму под моја контрола и нема воопшто да се секираш. Кога медиумите се под контрола на бившиот шеф или тогаш шефот на тајната полиција, тогаш добро, ми чинам дека веројатно вината лежи и кај нас, што ние дозволивме на некој начин едно вакво новинарство и потоа сега не треба веројатно да се чудиме зошто сме на ова дереже на кое што сме, како беше Македонија на чекор до авторитарен режим. Така беше последната оценка на Freedom House. Јас не ја гледам вината во мене. Така што не знам што би ти одговорил на тоа прашање. Многу е лесно и многу е така, некако демагошки ми делува, кога ќе речеме вината лежи во нас. Да, сум имал притисоци, сум имал јавувања. Можев, дури сум се шегувал и дека можев да напишам книга за упатство за самоцензура. Значи, еве, Бранко е во печатен медиум, знае што значи шеста страна лево ќоше и така. Значи, до последниот момент, колку што можев да давам отпор, давав отпор. И гледав колку што можам да не си го изволкам образот. Вака, каде сгрешивме? Затоа што Вест заедно со другите медиуми беше првиот кој што ја отвараше аферата на Лјупчо Ѓоргиевски за вилата на водно со Снешка Ѓоргиевска и тогаш практично почнува падот на Ѓоргиевски, нормално се случува подосна и воениот конфликт. Тоа беше едно друго новинарство, за разлика од, и сега не можеме да кажеме, нема како се одиш на пресконференција и не поставаш прашање. Па тоа е тоа што го реков и преска. Тоа беше. Знаеш што е проблемот? Види, во таа куќа МПМ, јас ќе бидам туку отворен, пак со ризик, еве, како и Горан ќе го преземам, јас тоа ризик да бидам погрешно разбран од поголем дел од колегите, посебно од Дневник, од кои сите ги познавам, скоро сите, сега има на нова екипа, тие не ги знам кои се. Значи, долго време тие луѓе живеа прилично комотно. Значи, имаш плата 30-43 денари, пишуваш еден текст, два текста неделно, се ашкаш натаму наму, кафенце, редовни патувања во странство и така натаму. Долго време една елита, да речам, во тој мастодонт, во таа империја, живеа прилично добро. И не се бунеа. Кога требаше да покажат интегритет, солидарност, не го покажа интегритетот. Јас ќе го кажам примерот. Пред погромот, односно самозатварањето на самоубиството, суицидот на Медија Принт Македонија, се случи убиството на медиумите на Перонаков. Ние тогаш бевме од најголемиот дел новинари во Медија Принт Македонија, од Дневник, напаѓани најдиректно, најгрубо. Каде беше тога солидарноста на тие луѓе? Ако си новинар, ако си човек воопшто, мораш да покажеш малку интегритет, мораш да покажеш малку храброст, мора малку да ти е важна вистината во животот. Не може сега само лапај телешко по цел ден и окей е работата. Не иде таа работа така. Мора да помислиш дека утре може би и тебе ќе ти се случи нешто лошо, како што сега им се случува на овие луѓе. Мора да се покаже емпатија. Па човек глава ќе го заболи, тебе ќе ти стане непријатно, бидејќи ќе речеш не ти е пријатно, што го боли човек глава. А вамо се затвара медиуми. Луѓе и ден денеска лежат по затвори, гнијат по затвори, со поминати повеќе од половина казна. Велија Рамковски има поминато веќе која 8 година во затвор, така? Така што во тој период јас се сеќавам на насловите на моите колеги. Пишуваа за тоа какви нокини напојници сум примал јас за тоа што сум го пишувал, пишуваа разни глупости. Дури и луѓе кои беа присутни на настаните, на она полициска обсада, кога
Бевме заедно, разговаравме заедно, утре читам текстовите, не можев да верувам што читам пред своите очи. Значи, јас гледам винака и луѓето кои не покажуваат смелост, не покажуваат желба да се борат за сопствениот интегритет, затоа што бранејќи го сопствениот интегритет, го бранат идентитетот на групата, на идејата, на редакцијата, и тоа е шансата да се обстане. Сега сите ние секираме, леле колку и било тешко нови МПМ. Зашто ме прашате колку ни беше тешко нас овие веќе скоро 4 години во слободен печат, со 17 луѓе внатре, со плати никакви. Вие дали знаете кога сум вработен во слободен печат февруари годинава? Хонорарен главен уредник, од кој 2 години за 9000 денари, за да придонесеме, за да можеме да обстане. Никој не ме прашал како си, зашто си, зошто си и ова. Значи, тој просто тие луѓе, како да кажам, завршија како диносаурусите во леденото доба. Леденото доба дојде и се знаеме, сме се гледали, мене затоа ми е чудно. Ја би сакала нешто да кажам, сликата која ја портретира Геровски е експресивна, меѓутоа е премногу црно-бела. Ја за волја на вистината морам да кажам дека ние во јули 2011 протестиравме за медиумите на Перо Наков, значи за весниците и за заедно со Утрински, заедно со темата МПМ, излегоа сите, излегоа и Дневник, излегоа и Вест, излегоа и Утрински, и што се случи? 5 луѓе изгубија работа преку ноќ. Немојте да заборавите дека ние имавме многу сериозен проблем, односно тие луѓе таму имаа многу сериозен проблем, се губеше работа буквално преку ноќ. Сега, зошто они не се жртвуваа па изгубија работа во ситуација кога се во знак на солидарност со тоа што се случува во А1, тоа е веќе малку преголемо очекување. Прво, затоа што има секакви екзистенцијални ситуации, луѓето. Второ, тоа окупирање и тоа кршење на РБТ-от има специфични методи, и јас, бидејќи јас зборував со тие луѓе, јас знам дека они беа свесни што се случува, како ние не можевме состанок, например, да одржиме, се плашеа да одржат состанок со синдикати, така, за да не загубат работа. Јас тогаш на тој протест кажав една максима, позната е таа, дека оној што сакајки да го зачува комфорот, ке го жртвува интегритетот, на крајот ги губи и двете. Ама да те прашам, колку луѓе дојдоа на протестот поради затварањето на еден телевизија? Во бројка? Да. Мишко, ти беше. Не бевме. Прашањето е трик. Прашањето е трик. Немаше таков протест. Не, чекај сега. Немаше таков протест пред затворање. Може ли уште нешто да отворам мојабет сега? Првата приватна телевизија, најмокната телевизија се затвори во Македонија. Како можеше? Кажете ми, за кој интегритет? За какви луѓе збориме? У јули имаше протест. Со колку луѓе? Па имаше 400-700, не знам, ја не ги броев. Сега да видиме имаше протест, Геро, јас ќе ти покажам, ја и он се согласувам. И се согласувам со тебе дека Велја гние во затвор повеќе отколку што можеби би требало да гние, бидејќи му ставија не знам колку години, 13 години затворска. Меѓутоа, има една работа која што сакам и тој мит малку тука да го разбиеме, да речеме. А и ти мислам дека ќе се согласиш, бидејќи ти не се согласуваше во тоа време со уредувачката политика, што исто Велија ја врза со Никола Груевски како политичка елита тогаш. Значи, јас сега правев, може би е повторно лоша паралелата, затоа што еве, пак може лошо да ме сватат колегите, меѓутоа ако ги отвориме тие муабети. Што беше заедничка Македонија, за заедничка Македонија протестите, и што беа сите оние каравани на сите новинари, односно на повеќето новинари на А1 телевизија, кои што одаа да го бранат името по налог на Велија, а во договор со Никола Груевски, за кој што ти имаше доблест и си даде отказ, оставка од шпиц тогаш. Така што,
Не се црно-бели работите. Не види, јас се согласен со сето, меѓутоа да не забораваме дека и Вест легуваше во ормарчето на Гордана Јанкуловска, па сликаше какви кошулки носела, што парфемче ставало. Само Само заради прецизностите да бидеме коректни испрема Рамковски спрема таа приказна. Значи протестите низ Македонија ги организираше неговата фондација, не одеа сите новинари на еден телевизија, дописниците сите мора да јавуваат. Нормално. Одеа една група на новинари, што одеа. Шпиц од самиот почеток беше критички настроен, а јас лично не дадов отказ, туку добив отказ од Велија, кој призна дека ми даде поради политички причини, но ме замоли да останам тука, затоа што беше доволно доблесен за да свати дека времињата се менуваат и ако го споредам Велија Рамковски со менаџерите и со газдите на МПМ и со другите и претходните, ако сакаш, менаџери и газди на Вест и така натаму, за мене тој човек е таков како што е, несовршен, така натаму е морална вертикала. Бидејќи мораме да завршуваме, сосема за крај ќе не остаат ли конечно да работиме, веќе сега имаме и простор можно за нови печатени медиуми. Очекувате некој излез од цела оваа состојба во која што западно новинарство до сега почнуваме? Го допревме дното или уште не сме, уште копаме? Па, јас сум секогаш, да речеме, предпазлив оптимист. Во принцип, може би ќе се отвори некаков простор за дишење. Меѓутоа, со вакво новинарство, да ви кажам право, и јас да сум на нивно место, мислам дека би го манипулирал. Да? Па со вакво новинарство многу лесно е да се манипулира. Со понижени новинари социјално и со тотално неуки новинари. Така што ќе биде многу тешко. Оваа генерација новинари кои што еве сме ги поминале и осамостојувањето на Македонија и пропаѓањето на Југославија и војната наша 2001 година и тепачките во Гостивар каде што Бранко исто ја загуби вилицата, нели? Мислам дека веќе губиме и ние, мислам тоа е природно да губиме некаков елан. А новата генерација новинари која што доаѓа е навистина осакатена и допрва ќе треба да се работи со нив. Јас би сакала да верувам, иако до сега искуството, тоа сега у последно време таа формулација користам дека сме у фаза на триумфот на надежта наспроти искуството, пошто искуството до сега е секогаш на страната на песимистите. Меѓутоа би сакала да верувам дека лекциите ги учиме, дека тоа колективна меморија валјда некако ќе профункционира и ќе почнеме да не се враќаме, односно се враќаме во минатото да се потсетиме како не треба. Од и сега од оваа дистанца можеме да ги видиме и собствените грешки, и пропусти, и превиди, и задоцнети реакции. Мислам дека би сакала да верувам дека ги научивме лекциите како медиумска заедница, да, осиромашена и така натаму, без вистинска едукација, без силни уреднички тимови и така натаму, бидејќи бевме изложени на сеча на квалитетот некои 10 години и тоа си го направи своето, ама би сакала да верувам дека ќе знаеме да препознаеме барем каде не смееме и кои грешки не смееме да ги повториме. И нормално веројатно не треба да заборавиме, затоа што некои именно истакнати уредници се однесуваат поприлично нормално. Барем тоа може да го видам на дебатата кај на МТА што беше. Си прашуваат прашање. Мислиш за пропагандистите? Па не зборувам ја за нив. Тие не ме интересираат. Тоа ќе отпадне. Јас би додал дека и државата има на сериозна обврска, односно владата. Би сакал да верувам ова реченица што ти преска цитираш, ја не ја фатив денеска, се обидов малку да се исклучам, да евоцирам спомине, се подсетам на некој јудачко време. Но ова реченица може да биде значајна, затоа што на македонското новинарство
му се потребни навистина предуслови, инфраструктурни, системски предуслови, ако сакате помош, ако оцени државата дека развојот на медиумската заедница во генерално е битен за развојот на реформите воопшто, за спроведувањето на реформите. Јас така мислам. Сум имал до сега прилично, како да кажам, не непријатни, туку тешки искуства да им објаснувам на некои луѓе што се би требало всушност да се направи, толку што јас знам, јас не знам се разбира, но во еден дел на медиумите имам некаква експертиза и сум имал непријатно чувство дека кога им објаснувам, например, што треба да се направи во полето на инфраструктурата, во полето на предусловите, како да им објаснувам за како се гради нуклеарна централа, како да е тоа толку некаква сложена. Од тоа заклучи дека не постои доволен интерес. Меѓутоа, ништо до нешто ќе следи сега во периодот пред нас. Значи реформи, спор за име, разговори за нашите евроатлантски аспирации, странски инвеститори, домашни инвеститори, ништо од сето тоа, сите тие општествени промени, длабоки општествени промени што се потребни, нема да бидат возможни ако немаме сериозна медиумска заедница во смисла на медиуми, новинари, поквалитетни и така натаму. Државата има обврски и можности тука да помогне пред своите медиуми, односно медиумите што таа ги финансира, а потоа и врз создавање на предуслови за развој на приватниот сектор во медиумите. Се надевам дека ќе го разбера тоа, дека тоа е многу важно за и за нас. Некако алергични станавме на тоа држава да ни скрои. Наша државата не е државата, ја не зборувам за бугарската држава, зборувам за македонската држава. Геровски е слободен печат сосема за крај. Горан Михайловски, имате сили за нов вест за видејќи. Не, сега сум во сосема друг филм, така што сега сум сконцентриран на ова што го правам, за сакам да кажам. Јас и пред тоа реков, толку бев тогаш лют што имав спремено и книга да напишам, буквално така требаше се вика Упатство за самоцензура и би била многу хумористична, да речеме. Меѓутоа брзо сватив дека се уште мислам дека можам да дадам нешто повеќе на читателите, ќе го оставам тоа за некој време кога ќе бидам постар, да сме здрави живи. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализа, вам почитувани, ви благодарам што не гледавте, довидување.